Ова е Флеш Интернешнл, ги гледате на актуелните информации од светот. 7 деца биле повредени во Славјанск во областа Донјец, кога вооружени украински сили започнале да пукаат и да фрлаат гранати во педијатриска болница и поликлиника. Децата се здобиле со рани од куршуми и шрапнели. Украинската армија неделава ја засили воената офанзива против проруските сепаратистички сили во районот на Донјец, употребувајќи тешка артилерија. Грчката полиција уапси 4 од своите колеги и уште 18 други осомничени за учество во мрежа за трговија со луѓе. Вкупно 22 лица се уапсени во Атина, Солун и Еврос. Полициската истрага утврди дека групата успеала да пренесе 918 имигранти во последните 6 години, а парични трансфери за сообраќајот се детектираат од Турција, Албанија, Русија, Молдавија и САД. Речиси 4000 куќи се поплавени во Сибир, а над 7600 лица се евакуирани од опасните области. Поројните дождови кои врнат од 29 мај го зголемија нивото на водата во реките, поради што делумно се поплавени на ненаселените места во републиките Каказија, Алтай и Тува. Во текот на последните 24 часа бројот на поплавени домови се зголемил за речиси 3000. Околу 5000 домаќинства се под вода. Изградбата на третиот аеродром во Истанбул ќе започне во јуни, соопшти турскиот министер за финансии Мехмет Шимшек. Проектирано е овој аеродром да биде најголемиот во светот со капацитет од 100 милиони патници годишно. Овој проект е доделен на конзорциум од 5 турски компании и ќе чини на 22 милиарди евра. Во поплавениот каменолом во близина на Рашка се експонирани остатоци на 27 лица, за кои се верува дека се косовски албанци кои биле убиени од страна на српските сили за време на конфликтот на 90-тите, објави Српски телеграф. Според председателот на Државната комисија за исчезнати, жртвите се убиени во 98 и 99 година. Гледате на актуелните информации од светот. Довидување.